Наместо радост и возбуда, стрес, паника, но и страв кај родителите на учениците. На само 5 дена пред почетокот на новата учебна година, конечно објавената национална платформа за учење на далечина на Министерството за образование ги вознемири учениците, но многу повеќе нивните родители. Крешимир Здрависки е родител на двајца ученици. Едниот е основец, а другиот седношколец. Исправен пред обврската да ја набави препорачаната IT опрема, која според неговите пресметки би го чинела околу 80.000 денари, вели дека не знае кој крај да го фати. Јас правев пресметки, а конкретно за тие две конфигурации со се монитор со одредени пиксели, тоа не е пишано какви пиксели треба да има, какви резолуции. Неизбежни се 1200 евра за тие две конфигурации. Тоа е научна фантастика во ова ковид криза за една Германија, а камоли за една држава како нашата Република Македонија. Здрависки тврди дека овде има и кршење на законот, ако се земе предвид фактот дека основното и средното образование во земјава се бесплатни. Според него и користењето на таблетите и смартфоните како алтернатива е недопустливо, а и неадекватно за препорачаната платформа. На смартфон дете и возрастен да учи, очите ќе му истечат, ќе се изразам народски да можат сите да ме разберат, каде што мозочето ќе му врие буквално, концентрацијата нема да му биде во образованието, ќе му биде да се мачи, затоа што платформата не е направена конкретно за таблет и смарт. Инаку во текот на вчерашниот ден во телефонски пораки на родителите им биле испратени и новите напатствија, кои според Здрависки се повеќе од иритирачки. Па секој ден нов шок. Добивме ново напатствие од Министерството за образование и наука дека утре учениците треба во 10 часот задолжително да бидат вклучени на пробниот час. Напомнувам, задолжително да бидат вклучени. Дали нас некој не праша дали сме ние технички, технолошки, финансиски и интернетски спремни и како семејства и како држава. Здрависки, кој освен што е родител, е и мајстор професор по фризерство, прва генерација во земјава со своја академија, со што и директно е вклучен во образовниот процес во државава, смета дека ова ќе создаде уште една длабока дупка во психолошкиот развој на децата, но и во образовниот процес, што долгорочно гледано многу негативно ќе се одразело на и онака колабираното македонско стопанство.